на носилка, жена која што во моментот е во кревет, жена која што во моментот незината тешко болна мајка исто така е во кревет. Зашто? За да се најдат печатите, за да се смени директор на средно училиште во Демир Хисар на неколку часа пред практично распишувањето на избори и почеток на оној период во кој што не може да се именуваат, разрешуваат директори и така натаму. Значи, видете до каде оди паметот на овие луѓе и до каде оди злоупотребата практично на власт. Таа директорка може да ја променат и после изборите. Зашто сега? Зашто мора сега? Зашто не им е подобна? Така ли ќе се однесуваат кон секој еден граѓанин на оваа држава кој што не е подобен? Дополнително проблематично е и ставањето на обвинителството и на правосудството во корист на разрешување на еден директор на средно училиште на тој начин што се издава наредба за претрес на домот на жена која што во моментот е на боледување. Се покренува понатаму и обвинение против неа, иако согласно закон таа уредно ги чувала и ги заштитила печатите со тоа што ги ставила во заклучена просторија, во сеф, печатите внатре во училиштето. Чи не може да се најде тука никаква замерка. Па потоа имаше ситуација кај што полицијата по наредба на истиот овој началник кој што сакаше директорката да ја носи во носилка да ги претресува новинарите и така на. Тоа се знаци на нивниот тоталитарен мајндсет.